Продолжуваме со разговор во студиото. Атлетичарот Дарио Ивановски се подготвува за светското првенство во Токио. Со неговиот тренер разговараме Игор Јакимовски, тој е заедно со нас. Добро утро. Добро утро на вас и ви благодарам на поканата. Како изгледа, тренер, овој процес сега? Заедно и вие тренирате, и вие се подготвувате, веројатно заедно со Дарио. Навистина процес кој што не застанува, кој што трае многу долго, едноставно таков е спортот. Атлетиката е спорт кој што не признава никакви импровизации, едноставно колку тренираш, колку вложаш во сам себе, колку ќе го поставиш процесот сериозен, толку и резултатот ќе биде. Така да нашата 10-годишна работа, успешна, премногу успешна, не знам више како да ја назначам, вродува со плод токму на тие столбови сега што ги кажав. А и да, во право си исто така и јас паралелно со Дарио колку можам сега на моето ниво, на овие веќе ветерански години и воедно една увертира, ете баш добро што го спомна тоа, пред да одиме во Јапонија на светско првенство, јас ќе заминам на едно балканско ветеранско во Вараждин. Тоа е за една недела, па ете ќе се обидам на тоа ниво. Ќе се навратите, можеби на некои убави времиња, не дека овие не се, но ќе можеби носталгично ќе се потсетите. Да, навистина има сјајни тие првенства и интересно е да се види тој жар се уште што постои кај ветеранските категории, така да ќе се обидам да освојам медал за Македонија од тоа првенство. Еднаш спортист, секогаш спортист. Баш така. Велат така. Сезонова Дарио оствари 13-то место во Брисел. Кои се најважните фактори од тој настап? Што се треба да, еве условно кажано, ние спортски меѓу себе, да си кажеме, да се испегла под наводници до Токио? Најпрво би објаснил за каков тип на првенство беше. Тоа беше европско првенство на пат. Тоа почна да се реализира во текот на изминатите неколку години, значи релативно ново првенство, каде што се трчаат трки на 10 километри, на полумаратон и на маратон, нели трки кои што се на пат, затоа и така се вика офроуд. Така да европско првенство кој што ги собира најдобрите тркачи на долги патеки, значи над 10 километри. И токму на тоа првенство, пошто приоритетна дисциплина на Дарио е маратонот, ние секако дека се пријавивме, односно тој има резултат, нели? Не е само да се пријави, туку треба да имаш резултат за да учествуваш. Настапи многу моќно, првенство кое што баш мене онака ми остави еден посебен жар и имам навистина добри спомени со оглед на тоа дека беше многу непријатно да се трча. Тој ден имаше дожд, беше многу студено и патеката не беше баш идеална за трчање. Едноставно маратонот е таков, бидејќи се, нели, патеките никогаш не можат да ги... Не може да се предвиди докрај. Не, се предвидува, таа е веќе објавена, меѓутоа не можеш да начекаш, например, град како Севилја или Валенсија, каде што е рамна патеката целосно, значи тоа ретко се случува и сега при изборот на градот домаќин, нели, тоа го добиваат сите маратонци истото, истите услови, така да тука само би напоменал еден фактор, а тоа е резултатот. Например, многумина ќе ми речат, го има тој резултат, а сега овој, да речеме, малку послаб или така натаму, меѓутоа тој фактор од патеката кој што го имаат сите маратонци го дава и го произведува резултатот на крај. Например, кога имате поголема елевација, не можете вие да истрчате идеално на рамна патека. Сакате да кажете дека не може да се споредува, секој резултат е сам по себе и индивидуален и уникатен. Да. Светското првенство во Токио на 13 до 21 септември. Сега, како изгледа планот сега до тргнување? Што правите секојдневно? Да, нема ништо ново да кажам за љубителите на атлетиката кога станува збор за подготовки на најтешката и најдолгата атлетска дисциплина маратон. Тоа е еден процес кој што трае со месеци. По врвниот професионализам, односно врвната атлетика, подготовките за маратон, баш како што се изразив преска, во тие подготовки нема никаква импровизација, односно ја поставуваш целта и таа цел, односно остварување на добар резултат во маратон, зема голема жртва кај еден спортист, каде што тој буквално може би само во тој период од 2 до 3 месеца подготовки би
направил некоја трка која што ќе му биде соодветен мал тест и тоа на помала дистанца. Инаку да трчаш на пример уште еден маратон и се тоа се оди после во пропаст, така да подготовка за ваков битен настан, значи светско првенство кое што се случува еднашка во 2 години, и тоа може да замислите, одите во Јапонија, во Токио, буквално прелетувате целата планета и вие мора да отидете таму подготвени. Тоа не е само да се каже одам во Јапонија и толку. Значи дефинитивно сега процес. во поглед на амбициите и на она со кои што патувате натаму, влегувате на светското првенство преку ранкинг 74 во квота од 100. Да, така. Што кажува тоа сега во делот на амбициите, оти ги спомнавме? Добро, најпрво, јас сум секогаш реален и објективен, потоа и ме познаваат во македонската спортска јавност, би објаснил што значи. Тоа значи во тој ранкинг, каде што се предвидени 100 учесници за маратонот, чисто само како една многу битна информација, значи најдобрите тројца од поостварени резултати од секоја земја може максимум да учествуваат, затоа се толку 100 и затоа е Дарио на 74-то место. Многу добро знаеме, например, во една Кенија колку има маратонци што, например, имат подобар резултат од било кој на светот, не само од Дарио. Меѓутоа, најдобрите тројца од Кенија заменуваат Етиопија, Уганда, наречеме најмоćните тркачки велесили на долги патеки во светот. Така да, од тој систем што е поставен од светската атлетика, од куќата на World Athletics, Дарио се избори со претходно постигнатите резултати, кои што секогаш имаат соодветен период на квалификација. Овој пат тоа е од 1 декември 2023 термин кој што беше и поставен за Олимпијадата во Токио, во Париз, и затоа е тој период земен од тие резултати, каде што Дарио со остварени два моćни резултати од 2 сата и 8 минути и 2:11 тој влезе во тој ранкинг. Меѓутоа, вие сами знаете дека секоја година има некој ново првенство кај што, например, за речеме за европско првенство, Дарио секогаш би ја остварил нормата за настап, а за светско е малце појака, така да затоа дојдено до ова World Ranking и ние сме многу среќни што ете тој се наоѓа во тој маратонски джет сет и што е избран и многу добро го познава светската јавност, бидејќи сами знаете дека трчањето на маратонските патеки е пред се дисциплина која што е за африканските земји, меѓутоа секогаш е интересно да се види некој европјанин, ама вистински европјанин збориме, не некој натурализиран дојден од Тунис, Мароко и Алжир што трча за Франција и така натаму или Шпанија. Така да секогаш е примамливо и можеби затоа го добивме оној светски спонзор ASICS, бидејќи тој ги препознава оние европјани кои што на вистина рамо до рамо се борат со тркачите од Африка. Како е менаџирате исхраната, хидратацијата? Треба да се прилагоди на условите во Токио, додека стигне до таму. Како сега го подготвувате организмот? Да, дефинитивно летото е еден специфичен период, каде што токму се обрнува посебно внимание на овие сегменти околу исхраната и хидратацијата. Би кажал тука една работа е многумина го познава Дарио. Дарио е експерт за таа работа. Дури јас, да ви кажам искрено, му верувам толку проценти, значи над 100 ќе се изразам така, да навистина тоа го оставам на него. Тоа не е нешто, нели, јас сега треба на некого да му кажам што не ја познава таа тема, колку е битно он да хидрира, нели, пред тренинзи кои што му опфаќаат дневна километража во просек некојаш и по 25 до 30 километра дневно. Може да замислите колку е битно што ќе внесе тој во себе, какво е тоа ниво на хидратација кој што секојаш мора да биде на повисоко. Добра исхрана. Да, за исхраната, значи, Дарио е врвен професионалец кој што точно знае во неговиот организам што му е потребно за да ги издржи тие напори. Значи, ние тоа и го следиме преку разни испитувања. Редовно се посетува и нутриционист и се она што е потребно за да таа алка од мозаикот биде склопена. Верувајте дека, ако, например, вие би сакале да се заинтересирате на оваа тема, навистина го имате човекот кој што се може да ви објасни до детали. Може би затоа е толку успешен и влегува на стартната линија комплетно подготвен, за да не му се случи некој, например, колапс на 35 км, каде што тука веќе се црпи од твоето тело при трошењето, при таа енергија која што ја трошиш за да стигнеш до финишот, и навистина е експерт за тоа. Сега за да биде, нели, секако што треба да ја затвориме алката, психологијата на маратонот, менталните рутини, визуализацијата, зборовите кои што си ги повторува веројатно самиот во себе, како се тоа се вметнува во циклусот, дополнително имате ли влијание на тоа или тука му препуштате и верувате? Сеќавам, сега малце ме врати наназад,
во 2020 година, кога Дарио се уште немаше истрчано маратон. И трчавме на трка во Охрид и се враќавме назад со автомобил и тој ме праша, се заинтересира прв пат сериозно за маратон, бидејќи тркачите на долги патеки секогаш во вториот дел од својата кариера професионална, тие се веќе интересираат за маратонот и почнуваат да го трчат така кај секој тркач. Многу ретко се случува некој веднаш да оди на таа дисциплина и тоа е сосема природно. И тогаш кога јас го запознав со овие работи, првата тема која што највеќе обрна внимание беше токму таа, значи околу психологијата. И јас му кажував, бидејќи јас во тој момент имав околу 40 истрчани маратони, и му ја кажав токму таа психологија, што значи да влезеш во таа игра и да издржиш нецели 3 часа, помалку од 3 часа, значи борба сам со себе, каде што навистина во некој момент, во некој дел од патеката, кога ќе почувствуваш, ете да речеме некоја минимум криза, и дефинитивно таа може да те преовладува и да застанеш или да се откажеш. Многу е тенка линијата. Да, многу е тенка линијата. Се што се трча до 21 км, верувате дека се трча, ние викаме вака во еден здив. Е баш така. Меѓутоа, велат... Како да го истрчате Скопје? Да, старата школа вели дека маратонот се трча после 30 километар. И навистина е така, и тука веќе доаѓа до израз онаа твоја километража во денот, во неделата, што се ја поминал, сите тие тренинзи специфични. Се на она што си работел, зборуваме за колку па и надворешните услови имаат влијание за да се истрае во таа психолошка борба. Токио имаме часовна разлика, влажност. Како тој дел протокол за аклиматизација, како работите од тука на тоа? Може ли од тука да се работи или сепак кога ќе се дојде таму се подготовките други? Постојано некој му обед вака кога го почнав со Дарио и му велам, не сме од вчера. Еве и сега во поглед на Токио, дефинитивно сме многу искусни, многу сме на атлетските патеки, ги имаме поминато сите континенти, многу маратони, многу трки, многу успеси, се и секогаш знаеме што да правиме. Кај нас исто и тој план за подготовки и се она што го опфаќа едно заменување далеку, исто така не оставаме ништо на случајноста, посебно јас тоа го менаџирам на мој начин, каде што можам некогаш и малку досаден да бидам, меѓутоа дефинитивно не оставам ништо така и се е на време подготвено. Во овој случај, значи имаме пак ситуација каде што прелетуваме буквално пола планета и часовните зони, што ги спомнавте, се нешто нормално, така да самото тоа привикнување, односно климатизација и така натаму, каде што нели одиш на некое ново место, го опфаќа и заминување порано. Во овој случај Дарио заминува на 9 септември, јас заминувам на 10, различни летови сме. Така се погоди, бидејќи не сакам тука, не е емисијата за тоа да дебатирам на кој начин и како јас заминувам во Токио, односно би можел само да кажам дека заминувам на приватен план, со оглед на некои недоразбирања кои што ги имаме, како и во секој спорт во Македонија, со главните институции, меѓутоа тоа нема сега тука да јас да го дискутирам, едноставно јас имам толкава поддршка да постојано некогаш знам да кажам и на Марс да оди Дарио, јас ќе одам и на Марс. Значи имам толкава поддршка и од диаспората, и од спонзори, од луѓе кои што се само за националниот интерес, за ништо друго, ниту личен, ниту ништо, така да најмал проблем беше јас кога кажав заминувам пак со Дарио во Токио на мој приватен план и тоа беше веднаш реализирано. Дури јас ја земав картата прв. Така да јас заминувам на 10, само сум преку 2 булевара во Токио од Дарио и нашата конекција тука околу сите оние неопходни работи кои што се пред заминување, јас ќе бидам цело време таму, бидејќи многу добро знаете што значи индивидуален спорт и што значи она што се вика во светот персонал коуч, да биде со својот атлетичар и токму таа работа што спомнате, психологија и се. Имаме значи цели 6 дена Дарио да се прилагоди на сите тие работи во Токио, значи на доволни, веќе како што велите си знаете со што си имате работа. Кога сме веќе кај прилагодувањата, долг циклус, Париз 2024, Брисел 2025 и Токио 2025. Како ја одржавте свежината, како го избегнавте под наводници прегорувањето? Вака, за Париз нема што да зборам, се е јасно. Пласманот на Олимпијадата беше врв на неговата и мојата спортска кариера, тој како тркач, јас како тренер и менаџер. Значи,
Имавме лоша среќа да маратонот биде брутален во Париз, тоа го знаат сите, нема тука што да се елаборира и колку се исповреди, и колку се испооткажа и кои врвни светски имиња во топ 26 маратонци се откажа и со какви повреди се врати еден Гебресиласие и еве од Балканот што трчаше Матеа Коштро исто така со скршеница, со се. Тоа беше неверојатен брутален маратон. Ни требаше многу време, па не би рекол и многу, да, можеби погрешно се изразив, меѓутоа едно добри 3 до 4 недели Дарио беше целосно аут после маратонот, баш едно враќање буквално на секое ниво, и психичко и физичко, каде што тој беше ослободен од било какви обврски во атлетиката. И ќе му, за да видите за каков ментално јак маратонец и спортист на овие простори се работи, значи само ово е доволен пример. Тој со само 2 до 3 недели тренинг пред Скопски маратон истата година 2020 тој настапи истрча 2:16. Значи тоа беше неверојатно издание каде што тој покаже на друга димензија кој е всушност тој. Значи само со 2 до 3, ние зборувавме пред малце за процес кој што трае со месеци, така? Да. Тоа беа само 2 до 3, тој истрча 2 сата и 16 минути. Неверојатно нешто што дефинитивно мене ме прави многу горд у смисол со каков човек работиш. Значи колку е ментално Добре, јак. за вас и дополнителна мотивација да вложувате. Апсолутно. Да, се менува веројатно од деновите кога вие сте биле дел во тој свет, сега сте малку поинаку, но повторно имате можност сега во Вараждин да се потсетите и во контекст на тоа кога вие бевте активен спортист и сега како ветеран, една чиста паралела. Колку се промени светот на атлетиката, или сепак основата е таа, правилата се тие кои што треба да се следат, нема многу отстапување? Да, зависи, например, човек на каков начин ќе гледа атлетиката, али дефинитивно многу е променета, посебно на трчањето на долги патеки, каде што сега некои работи се доведени до совршенство. На моје време сме трчале со патеки. Не сме ни гледале какви патеки се, да бидам искрен. Патеки, значи дали биле за трчање, дали биле, например, некои, да речем, за во сала, немаш избор, не можеш да дојдеш до некои соодветни патеки кои што ќе ти го олеснат трчањето, чекорот, балансот и така натаму. Сега, последниве 10 години, значи од година во година, таа, ќе наречам, трговска војна што е на мега брендовите светски во спортот, значи тие произведуваат патеки кои што веќе, јас мислам дека за година-две ќе преминати во двоцифрена бројка на грамажа. Значи една патека која е сега 130-120 грама, па тоа е човек сериозно да размисли дали една патека ќе стигне до 99 грама. Може да замислите, таа ги поседува сите перформанси што ги барате за еден безбеден, комотен и брз чекор, каде што ти ги дава сите тие перформанси, а при тоа... Па така и треба да биде. Да, при во тоа суштина сигурност на оние кои што на така атлетичарите, инаку како? Јас ви гарантирам дека 4 до 5 пати била потешка патиката на времето ние кога сме трчале. Значи има голема, буквално така ќе наречам под наводници, војна, и каде што тие вложуваат огромни финансиски средства, ги купуваат најголемите тркачи со големи спонзорски договори. Еве, ние не дека имаме кој знае каков договор, меѓутоа имаме коректен договор од ASICS, кој што на Дарио му е глобален светски спонзор и ASICS го снабдува со опрема, нешто што ни ја олесни доста работата и каде што имаме доста бенефити од тоа спонзорство. Например, има тренинг камп во Франција каде што Дарио го посетува бесплатно. Добро, како секој врвен спортист, можности за врвен спортист, оние кои што ги гледаме и ги следиме. Да, светски познати, убаво што слушаме дека нашето име е меѓу нив, се разбира. Ви благодарам за гостувањето. Ако ви кажам со лесно, веројатно ќе ме разбирате дека ви кажувам со ветер во грб. Да, ви благодарам и на вас многу и да испаднам до целосно коректно до крај, бидејќи нели темата ни беше Дарио Ивановски, да ви напоменам дека на ова светско првенство заминува во истата дисциплина и Андријана Поп Арсова, нашата најдобра во историја, исто така маратонка во женска конкуренција, која што исто така влезе во листата на World Ranking, мислам дека е 99 или 100 место од 100 надпреварувачки, така да ние ќе бидеме сите заедно таму
сите што заминуваме без разлика кој на кого е тренер и така натаму или член од делегација, ние сите одиме таму за нашата држава, за Македонија и еве јас кажувам максимално како личен тренер на Дарио ќе помогнам во секој поглед и во поглед на делегацијата и во поглед на Дарио, во поглед на Андријана и пред се за нашата Македонија. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас.